Добар ден, криптоентузијасти од топлата Малта, фамилијата на гемиџијата се бања, а гемиџијата прави видеа за вас. Кога не може да се бање нормално. Сега, долго време не сум бил возбуден за видео како што е тоа во случајот со видеото за BlackRock. Она видео кое што го спремаме во текот на оваа недела, потенцијално би го добиле негде околу среда. Искрено сакав да чекам до недела, да биде неделно специјално видео, но едноставно премногу сакам да го направам ова видео и би сакал потенцијално да биде направено барем пред одобрување на Ethereum Spot ETF, затоа што е многу поврзано со самиот Ethereum Spot ETF и сакам гледачите на нашиот канал да го добијат овој материјал што порано. Нормално веќе ветиме дека прво ќе го обработиме видеото за Ron in Ron, а потоа следува и ова видео за BlackRock. Што уствари поточно сакам да направам во ова видео? Знаете и сами дека ние долго време кажуваме дека BlackRock е на некој начин големо парче од слагалката која што моментално ја гледаме. Зошто го велам тоа? Значи уште од првиот момент кога самиот CEO на BlackRock, Larry Fink, го смени своето мислење за биткоин и најави дека ќе прави прв биткоин спот ETF, кажавме дека станува збор за екстремно голема ствар на пазарот. Моментално тоа го гледаме, значи ние го проследивме и го прокоментиравме целиот процес на аплицирање и одобрување на биткоин спот ETF и сега истото го правиме и со Ethereum спот ETF. Зошто е ова толку битно? Значи BlackRock прво треба да разбереме е една од најголемите ентитети во светот, се разбираме. Значи BlackRock моментално како приватна корпорација поседува 10 трилиони долари капитал под свој менеджмент и овој капитал е распространет низ целиот свет. Дополнително да не забораваме дека BlackRock со оваа моментална конституција на капитал е поголем од така речено поголемиот дел од земји во светот. Значи станува збор за корпорација која што има повеќе пари од поголемиот дел од земјите во светот. Дополнително, да не забораваме дека во истата ситуација кога конечно BlackRock одлучи да направи Bitcoin Spot ETF, истиот најави уште многу други работи кои што планира во криптосекторот да ги постигне, почнувајќи од токенизација на се, тоа е една од клучните работи за кои што ќе разговараме во ова видео. Да не забораваме дека BlackRock ова не го прави само со Bitcoin Spot ETF, истиот ова го прави со многу различни сегменти од криптосекторот. Почнувајќи од фактот дека поседува огромно количество на акции во Coinbase, кој што во исто време е custody provider за 8 од 10 Bitcoin Spot ETFs во Америка. Дополнително да не забораваме дека истиот има Widl, значи тоа е посебна, да речам, посебен ентитет за токенизирање, кој што е изграден врз Ethereum, затоа е толку клучно добивање на Ethereum Spot ETF од страна на Larry Fink и затоа веруваме дека ова менување на, да речам, ставот кон Ethereum од страна на SEC и владата во Мурика е благодарејќи на Larry Fink, односно BlackRock, затоа што ова буквално им е многу потребно во нивниот план за така речено превземање на криптосекторот. Значи има овдека многу работи кои што сакаме да ги покажеме, исто така вклучувајќи го фактот дека досега BlackRock немаше, а сега почна да купува биткоин, зборувам за неговото приватно портфолио, не за Bitcoin Spot ETF. Значи пред нас се многу делови кои што ја сложуваат ова слагалка, која што јас се обидувам да ја сложам веќе месеци наназад. Верувам дека и покрај фактот што имам направено доста истражување, се уште фали многу за да видиме целосната слика на тоа како BlackRock се обидува да го завладее криптосекторот, но сепак станува збор за една многу битна работа која што мораме да ја проследиме и мораме да на некој начин барем имаме идеја каде се тоа оди, се разбираме. Зошто го велам тоа? Значи од моментот првенствено да знаеме кои се проектите кои што BlackRock се обидува да ги превземе и поради која причина, би значило многу за вашето портфолио за да знаете дека треба да ги имате овие проекти или пак во која количина, така и кога нормално. Така да ова се работи кои што ќе се обидеме да ги одговориме во ова видео, затоа што е крајно битно. Да не забораваме уште еднаш, значи ваков тип на heavyweight како BlackRock е причината поради која што ние добивме all time high уште пред самиот халвинг. Значи има овдека многу да се зборува, затоа нема да должам премногу во ова видео, само сакам уште еднаш да го напоменам тоа дека значи ова видео е едно од побитните кои што сме ги направиле до сега и верувам дека ќе открие доста за долгорочната стратегија на BlackRock. Да не забораваме дека не е само BlackRock, дека овдека и Fidelity, третата поголемина корпорација, дека овдека и Invesco, петата поголемина корпорација. Значи ова се огромни корпорации кои што преку ноќ буквално одлучија дека треба да инвестираат во крипто секторот. Така да, верувајте ми, ова е видео кое што јас би ви препорачал ни по точка разно да не го пропуштате, а за недела нормално ќе имаме други интересни
да речем наслови од кои што ќе оберете која потенцијално би била специјалната неделна тема на нашиот канал. Во меѓувреме, уште ќе напоменам, че има огромна количина на материјал на нашиот канал. Не заборавајте дека барем 5 до 6 дена во неделата добивате видеа, во некој од нив дури и по 2. Така да постојано правиме нов материјал, ви препорачам да го прегледате каналот за потенцијални содржини кои што сте ги пропуштиле, затоа што се обидуваме да го следиме пазарот во се што е најбитно моментално. Па така уште ќе напоменам, значи проследете дополнителни содржини кои што сме ги поставиле на нашиот канал, кои што потенцијално сте ги пропуштиле. Едва чекам исто така да направам и Altcoin вести, затоа што имаме доста битни вести за Matic, односно наскоро ќе добиеме конечно промена на Matic токените во пол. Дополнително имаме вести за Agix, Ocean и FET во односа значи да речам трансферот на сите овие токени во ASI токените, како и Render кој што моментално направи ребренд од RNDR во Render. Така да следете го нашиот канал, наскоро ќе имате повеќе содржини од нормален тип во оваа недела и верувам дека има доста што да се каже. Така да ви благодарам за поддршката, се гледаме во следното видео и поздрав од Криптогемиџија и од топлата Малта.